Го следите отвореното студио на 1 ТВ во наредниве 30 минути со нашите гости, моите и на Борјан гости. Ќе разговараме за една тема која што допрва чинам ќе се отвара, односно ќе се санкционира, односно тоа е говорот на омраза и криминалот створен од омраза, присутен на социјалните мрежи. До сега и не само на социјалните мрежи, дури и со директни закани, но до сега тоа многу малку се постапувало по тој говор на омраза и верувам дека ќе почнеме и на тој план да функционираме. Наши гости, Јацо, токму поради тоа да видиме што се случува со тие дела, како се санкционираат и колку имаше многу пријави, а никакви ефекти. Гостини се Филип Стојановски од фондацијата Метаморфозис. Вие ревностно следите што се пишува по медиумите, социјалните мрежи, особено аспектот на говорот на омраза, и Никола Прокопенко е со нас, советник од Министерството за правда, кој ја координира тимот кој работи моментално на измени на кривичниот законник. Токму на оваа тема измените. Филип, прво вие како, ако можам да кажам, мониторинг еден кој правите на говорот, присутноста на говорот на омраза, интензитетот и квалитетот, ако така може да се каже, каква е состојбата? Она што го имаме сега во моментов е последица не само на тоа што луѓето го прават во овој момент, туку една состојба која што со децении веќе во Македонија се градела во негативна смисла, односно се урнисувал еден нормален начин на комуникација кој што е карактеристичен за едно демократско општество, бидејќи се создаваше перцепција дека говорот на омраза е нешто нормално. И неказниво. И неказниво и нормално и дека е дел од сетот на слободите на изразување. Во многу ситуации во светот, оние кои шират говор на омраза се обидуваат да се зацкријат зад слободата на изразување. Но тоа е многу мислам, тоа за нив е често ефективно, особено во ситуации кога државниот апарат не го санкционира говорот на омраза, кој што во тие земји е кривично дело, како што е кај нас. Имаме, всушност во светот имаме две ситуации. Имаме земји како Америка, САД, во кој што говорот на омраза не е кривично дело, туку се санкционираат само злосторство од омраза, кои што се посебна категорија, и доколку се открие дека тоа злосторство е поврзано со омраза, тогаш починителите добиваат повисоки казни. Кај нас во Европа, во скоро сите европски земји, правото се заснова на искуствата кои што ние ги имавме во Втората светска војна, кога целиот наш континент беше скоро уништен, токму поради идеологии кои што ја базираа нивната работа на сеење омраза. Бидејќи говорот на по-различниот, поинаквиот кон другото мислење. Бидејќи говорот на омраза се покажа и со нацизмот и со сите форми на фашизам во првата половина на 20 век е еден почетен чекор чија што крајна цел е геноцид. Ако вие кажете смрт за припадници на одредена етничка група, што значи тоа? Тоа значи геноцид. И многу луѓе кои што тоа го сметаат нормално ако видат таков графит или таков статус на Facebook или слично, не земаат предвид дека тоа е првиот чекор кон масовно убиство на сите членови или повик за насилство, убиство и така натаму. Затоа во нашиот правен систем се надевам ќе ме исправите ако грешам. Прокопенко ќе ни каже како се третира тоа сега. Само секунда. Една работа е важна и затоа е важна медиумската писменост, која што ние еве сега баш сме и во тек на спроведување на еден нов проект кој што се вика Критинг, односно со критичко мислење доградени со медиумска умешност, поддржан од Европската унија. Сметаме дека освен правниот дел, освен институциите на државата, мора да се создаде една култура на критичко размислување кое што ќе биде заснована на човековите права. И да биде тоа дел да се инкорпорира, предпоставувам, во образовните содржини. И во образовните содржини, но и во секојдневието, бидејќи нашите граѓани во нивниот образовен систем, во нивниот образовно искуство, до сега не биле ниту запознаени за разликата меѓу говор на омраза,
како појава и некои други појави, бидејќи не се работи за искажување негативни чувства или несогласување или нешто слично, туку се работи за кривично дело кое што е многу прецизно дефинирано. Господин Прокопенко, како е во актуелниот закон? Што се препознава ли говор на омраза и како го препознава? И се прави ли јасно таа дистинкција меѓу тоа што е слобода на изразување и говор на омраза? Во постојниот закон, кривичен законник, прво нема дефиниција за криминал од омраза. Тоа го правиме сега со овие измени. Второ, концептот на одговорност за криминал од омраза, зборувам пошироко, е поставен така што овој вид криминал се казнува построго и тоа е предвидено во членот 39 став 5, каде што е пропишано во постоечкиот текст. Во постоечкиот текст. Да, се казнува построго. И тука е проблемот од кој што извира понатаму. Бидејќи уште во бидејќи криминалот од омраза не се однесува само на говорот на омраза. Е многу поширок, има серија кривични дела кои што сега ги воведуваме. Убиство, присилба, противправно лишување од слобода. Што правиме сега? Да се вратам на проблемот. Проблемот е што сега кај полицијата, кај јавното обвинителство, бидејќи го немаме како класифициран облик на кривично дело, криминалот од омраза. Кога истражува полицијата, го истражува битието на делото, например убиство. Понатаму во кривична пријава тоа провејува и во втората фаза кај обвинителството. Доаѓа пред суд предметот. Тука се јавува проблемот, бидејќи само на главна расправа треба да се утврди казната, односно како отежнителна околност, а доказите се веќе собрани. Што правиме сега со новите измени? Овој проект инаку го работиме со поддршка на ОПСЕ веќе 4-5 години. Имавме сериозна компаративна анализа за ова, анализа на меѓународни стандарди, анализа за слабостите на одредбите во законот, зошто не се применуваат, една од причините веќе ја кажав, и анализа богата пракса на юриспруденција на Европскиот суд за човечки права. И што се сега, што предвидуваат овие измени? Измените предвидуваат прво дефиниција во членот 122, да видиме што е криминал од омраза, да тргнеме од темелот. И што е криминал од омраза? И дадени се сите елементи што ги содржат меѓународните инструменти. Како на пример? Кривично дело од омраза се смета кривично дело против физичко или правно лице и со нив поврзани лица или имот, кое е сторено во целост или делумно, поради реална, но и поради предпоставена припадност, односно карактеристика, заштитена карактеристика или поврзаност на лицето. Например, поконкретна припадност, и сега ги имаме. Дали политичка, етничка... Да, ќе зборуваме и за тоа. И сега ги имаме кои се. Ги имаме класичните карактеристиките од новиот бран. Например, раса. Таксативно се наброени и тие се. Раса, боја на кожа, националност, етничко потекло, религија или уверување, ментална или телесна попреченост. Ова се сетот на заштитени карактеристики класични, што ги имаат државите од памтивек. Да. И новиот сет, пол, односно родов идентитет и сексуална ориентација, но и политичкото уверување. Карактеристично кај заштитените карактеристики е тие да се дефинираат така што да не се лесно менливи. Исклучок од ова е политичкото уверување заради заштита на одредени интереси, односно конкретно во Република Македонија. Да бидам конкретен. Например, една, за жал, популарна дегутантна парола каква што е смрт за шиптари. Ќе биде ли казнива во овој случај? Ќе се санкционира ли тоа? Што предвидуваат новиот? Тоа криминал поетичко основа. Тоа е предизвикување, раз тој до сега е казнен. Да, ясно. Тој и до сега казнен. Па на кој начин е тоа што толку присутна тоа, а е казниво? А сепак е толку, да речеме, распространето и по социјалните мрежи, графити и така натаму. Па тоа е разликата помеѓу теоријата и праксата од она што ние го гледаме како неправници. Во ситуација во која што беше дозволувано, односно со неспроведување на законот од страна на институциите, беше дозволувано да се шират такви форми на злоупотреба на јавниот простор. Тоа само ги охрабрува оние кои што тоа го прават. Имавме лица кои што уживаа привилегии во однос на правниот систем и како такви не се воздржува воопшто да ги злоупотребуваат тие и можностите што им ги дава некакво
присуствува. Дали имате увид во тоа што се случи? Овие денови имавме поприлично информации од Министерството на внатрешни работи дека се превземаат, се покренуваат пријави против лица за говор на омраза и така натаму. И неколку случаи имаше такви наведено. Тоа дали значи дека системот некако се буди во насока на санкционирање на таа појава? Она што нормално тоа е првиот чекор. Она што јас и од моите разговори со луѓе кои што се бават со ова повеќе години во невладиниот сектор, го осознаваме дека сега очекуваме тоа не само да почне, туку да имаме целосна спроведена постапка, каква што досега не е спроведена во Македонија. Ние досега во целата историја на оваа земја како независна немаме случај на судска пресуда за говор на омраза. Да. Мислам, има еден исклучок сега од во скоро Турција поради говор на омраза кон Ердоган по пријава. Ама тоа не е, тоа не е за говор на омраза, туку е за навреда на странски висок државник. Значи тоа е по сосема друг член на кривичниот закон. Овде она што го бараме како општество, како луѓе кои што сакаат слободно да ги користат средствата за јавно комуницирање и социјалните медиуми, е секоја форма на криминал која што може да се примени преку овие средства, да биде санкционирана. Зоре Прокопенко, дали сега, до сега, доколку, еве сега во оваа телевизиска емисија и стапиме со говор на омраза, тоа се санкционира. Дали нови измените на законот ги препознаваат новите феномени, како што се социјалните мрежи и така натаму, кои сега се сметаат за простор каде што може што сака да се Има и кажи. сега членот 144, мислам, став 5, имаше елементи преку информатички сторено дело преку информатички систем. Меѓутоа, што сакам да кажам, битна е мотивацијата на сторителите кај овие дела. На пример, мора да се казни и се казнува некој кој планира да нападне, на пример, припадник на одредена етничка заедница, абориджин, и го нападне првиот кој личи на него, и тој ќе се казни, ќе добие построга казна како квалифицираниот облик на омраза. Да, или пак, следен пример. Ако некој е нападнат затоа што се дружи со, например, одредени припадници на одредена етничка заедница, например, абориджини. И тогаш тој се казнува со квалифицираниот облик за потечкото дело. Тоа го правиме сега. Издвојуваме сет на кривични дела кај кои што има построга казна само затоа што се сторени од омраза. Имам неколку од нив набележано: убиство, телесна повреда, тешка телесна повреда, присилба, мачење и друго човечко. Тоа е доколку дојде до тоа дело. Да речеме телесна повреда. Така. Што се случува доколку на социјалните мрежи повикувате некој да биде повреден физички затоа што има припаѓа на друга етничка, религиозна група, политичка група, сексуална ориентација? Има ставот 5 од членот 144 го покрива, тој го постојниот закон. До сегашната пракса на социјалните мрежи е дека луѓето пријавуваат до единицата за компјутерски криминал во МВР. Да, оделение за сајбер криминал тоа. И како стојат работи? За жал, во таквите ситуации ние немаме се уште некоја судска разрешница на таков случај, бидејќи според информациите што ги добиваме и од директните искуства, таквите пријави единицата за компјутерски криминал, откако ги собере сите докази, ги препраќа во јавното обвинителство. И од јавното обвинителство тогаш зависи дали ќе покренат постапка или не за понатамошна истрага, например да се откријат кои IP адреси се упатени анонимните закани или... Во постоечкиот закон важи доколку сте функционер. Функционерите се на известен начин заштитени во тоа. Ево сега има една пријава поради повик за насилство кон премиерот во случајот на Миленко Неделковски, например. Не, еве го. Тој што по член 104... Но и за, ако добро разбравме, за повик за насилство или, не знам, загрозување на безбедноста на премиерот. Член 144 став 4. Тој што по пат на информатички систем ќе се закани дека ќе стори кривично дело, за кое е пропишана казна затвор од 5 години или потешка казна против некое лице поради нивната припадност на одреден пол, раса, боја на кожа, род, припадност маргинализирана група, етничка припадност, јазик, државјанство, социјално потекло, религија или верско верување,
други видови уверувања, образование, политичка припадност, личен или општествен статус, ментална или телесна попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба или на која било друга основа. Тоа е во постоечкиот закон. Ќе се казни со затвор од 1 до 5 години. Да. На хартија и горе-долу и го има. Еве, јас се од едно лично искуство и јас и Боријан и уште неколку колеги бевме предмет на таква смртна закана од еден шоумен, јас го викам, не е битно. Отидовме директно да му однесеме пријава на тогашниот обвинител Шврговски, државниот обвинител Шврговски. Не беше Шврговски, мислам дека беше не Шврговски, Марко Зврлевски. Зврлевски, да. Зврлевски. Фала Боријан. Тоа и го проследивме со камерите и со се. Он рече дека да, има тука, затоа што беше со смртни закани, со бетонски плочи, ке не бетонирали. Мислам, ги известивме тогаш и ОПСЕ и амбасадите, така беше, нели Боријан? Зврлевски рече дека ова е сериозно и дека ќе се завземе. За после 15 дена, така 15 дена да не извести дека нема тука елементи и нема зошто да се постапува. И сега, имало или немало, зошто не постапил? Еве, Тоа обвинителство треба да прашате, има. да. Законот има одредба. Субјективно е неговото право, дали ќе постапи или не. Не сме да е субјективно, треба да се постапи по закон. Обвинителот постапува согласно закон. Па зошто не постапи тогаш? Ќе треба обвинителот да го праша. Може ли да го објасниш, Филип, оваа ситуација со последна ситуација каде што новинарка во Финска која била предмет на говор, која била таргет на говорна омраза, казнети се тие кои преку социјалните мрежи и упатувале закани или се обраќале на начин кој е во тој контекст на говорна Тоа е омраза. сега прилично актуелен случај, бидејќи тие луѓе се идентификувани како тролови кои што се работат за една од странска земја и кои што ги застапуваат некакви политички интереси кои што се спротивни на ставовите на жртвата, односно целта на нивните напади. При тоа, мислам дека тука имаме низа работи кои што кај нас, за жал, се уште не се препознаваат како проблематични, бидејќи нормализирањето на штетните, на криминалот, да речеме, фати толку длабоки корени. Значи, таа била жртва и на не само на говорна омраза, туку и на она што би се нарекло класично малтретирање, односно сайбербулинг или едноставно нашиот збор е малтретирање или насилство, психичко насилство и слично. И тоа е за жал и не само кај нас, туку и во поширокиот простор кај што имаме на некој начин неказнивост на дела заради политичка заштита од некои популистички режими, тоа е станато пракса. И ние, како општество, треба да почнеме, не е само во Финска случајот, во Финска го имаме функционален правен систем, кој што тоа го препознава како проблем. Тоа, дали новите измени во законот препознаваат овој тип, практично булинг, буквално, во буквална смисла, психичка тортура која се врши преку социјалните мрежи? Една од целите на овие измени е да се подигне видливоста на криминалот од омраза во поширок контекст. Односно, уште од самото откривање, подигањето на обвинение и пресудувањето, овој систем на овој криминал од омраза да се издигне на ниво невидливост. Уште пред неколку години бе организирани серија обуки со припадници на полицијата кои работат на овој криминал. Дополнително во системот на обвинителството беше внесена опција да може да се заради водење статистички анализи да може ова да се препознае. И кога ќе дојде до ваков предмет, бидејќи сега ги немавме кривични дела со квалифицирани облици, туку имавме само дела кај кои што е откриен овој елемент и има отежнителна околност и построга казна. Уште во самото дело, доколку се појави овој субјективен елемент, да се штиклира и да излезе тоа. Истото се направи и во оној фамозен АКМИС. И таму исто се воведе поле каде што доколку се препознае овој елемент во
во делот на отежнителните околности да се штиклира, за да имаме и реална статистика за овој вид на криминал. Едно од предностите на новиот модел, сега со излекувањето на кривичните дела и квалифицираните облици кај овие дела, е дека ќе се подигне видливоста, ќе се зајакне перцепцијата за овој вид криминал и ќе се олесни статистичкото собирање и обработка на податоците што досега беше реално. При компаративните анализи кои ги правевте, како што рековте, на кој модел го одбравте како најсоодветен? При компаративните анализи ја анализиравме Велика Британија како земја со најголемо искуство и со најдобри резултати во практиката, понатаму Полска, како земја чие седиште е ОДИХР, има развиено солиден модел, и земјите од нашето окружување. Меѓутоа ќе видите дека најдобра практика имат земјите и покрај тоа што ги немаат издвоена како посебни, земјите со долга традиција. Велика Британија. Тоа е меѓу другото и културолошки проблем. Илузија да очекуваме дека со 5, 10, 15 одредби овој проблем ќе го и затоа можеби Филип е во право кога вели дека треба да биде медиската писменост, односно образование и во школите да се учи за новите медиуми и така натаму. Овие што сега го прават тоа, Филип, мислам дека знаат што прават, не е дека не се едуцирани. Да, тие мислам дека сватив рече дека имате проект да ги едуцирате, ама овие што ја шират знаат што прават. Да, не се работи за нивно образување, бидејќи туку за образување на граѓаните да го препознаат секој облик на злоупотреба која што и на полицијата и обвинителството тука е институциите треба да го препознаат. Да, пред се институциите, но и самите граѓани, бидејќи кај нас практично може да ја примениме онаа дефиниција на култура, како дел од нашата култура е се она што ние го толерираме да биде дел од нашиот живот. Постои една генерална перцепција дека доколку нешто се спречува да се каже, тоа цензура и дека слобода на изразување подразбира можност да се каже се. Во светот на возрастните, а не во светот на децата, слободата на изразување, секоја слобода значи одговорност. Значи, мојата слобода завршува во оној момент кога јас би можел со моето однесување да ја нарушам вашата слобода или вашите човекови права. Особено правото на живот, правото на да дишите, да имате нормален живот или здравје и така натака. Така што мислам дека тоа е и основа на целиот наш правен систем, човековите права како еден договор меѓу граѓаните дека имаме одредени норми кон кои што ќе се придржуваме и дека има одредени граници кои што ние самите ги одредуваме како општество и кои што заеднички ги почитуваме. Тука не зборуваме само за пристојност и слично, туку конкретно одредени граници преку законски точни дефиниции кои што се дел од еден меѓународен систем. И затоа мислам дека е исклучително важно и граѓаните да ги осознаат тоа, бидејќи ова не е само работа на правниците, не е работа само на компјутерџиите или на медиумските работници или пред се на новинарите кои што имаат и свој демократска култура. Тоа е дел од секојдневното општество. И затоа и да речеме и во рамките на овие активности за поттикнување на медиумската писменост се размислува и за одење во насока на подобрување на образовниот систем, да ги прифати овие вредности како дел од формалното образование. Но со тоа би ги опфатиле идните генерации. Што да правиме со генерациите кои што се излезени од... Што се моментално сега. Затоа мораме... Еве сега имавме случај пред некој ден. Медиумите се возбудија, еден таков новинар, олеле, ке ме апсат, полиција е на врата, ми тропа, и се возбудија дури и сите медиуми, па пренесуваат, а го викаат на информативен разговор токму за ширење на говор на омраза. Кога ќе стапат на сила? Кога ова оди во собраницка процедура? Во моментов се ставени на веб страницата ВНР за јавна дебата. Тој период е истечен, ги собираме мислењата, веднаш потоа ќе влезат во владина и во собраниска процедура. Меѓутоа нема да се застане тука. Овој проект се предвидува понатаму обука на полициските службеници, обвинителите, судиите бидејќи одредбите сами по себе не решаваат. На хартија ништо не е. Кратко уште, како стојат работите на социјалните мрежи и воопште во медиумите во овој
исклучително тезичен и драматичен политички период, Филип. Како се зголемува тензијата во државата, анализа така и омразата по социјалните мрежи се Да, во право сте, бидејќи ние имаме една пропагандна машинерија, Да. која што како дел од својот арсенал на оружја го користи и говорот на омраза и заканите. И не е исклучиво дека од некои центри им ги порачуваат тие такви закани. Имавме една кампања која што беше представена како независна, но која што очигледно ја спроведува истите луѓе кои што претходно спроведува партиски кампањи, така што можеше да се јави прилично јасен сомнеж дека тука нешто има голема поврзаност, но гледаме со секој нов изборен циклус или било какво политичко случување кое што е со некаква поголема важност, дека се зголемува интензитетот и на користење на овие форми чија што цел не е само да прошират некаква општа политичка порака, туку едноставно на еден мафијашки начин да одредат цели како рекетарите кои што во дадено мало ќе се насочат кон еден дуќанџе, ќе му го скршат дуќанот, за да знаат и сите други кој треба да биде исклучен од општеството или кој треба да биде пример за сите други да им се влее поголем страв. Филип, кратко за крај. Имав информација при посетата на помошникот државен секретар Палмер, нагласи дека постои руско влијание во целиот овој процес, особено преку социјалните мрежи и медиумите. Дали забележувате такви појави? Па преку една меѓународна истрага која што беше објавена пред некој месец од BuzzFeed и мрежата на истражувачки новинари, беше утврдено дека известни руски агенти се биле присутни во Македонија уште од 2015 година и тоа токму известна господја Богачова, која што е обвинета за мешање и во американскиот демократски систем, а била специјалист за формирање на фарми на тролови, односно организирање на групи кои што за одредена политичка цел. Имаме ли такви фарми? Постои основано сомнение дека одредени центри на моќ било и тоа пред се користејќи ги државните ресурси кои што им биле на располагање во Македонија, дека финансирале за партиски цели одредени активности, меѓу кои што дури ангажирање на луѓе кои што би биле спремни секојдневно да ги трујат социјалните мрежи со содржини или да малтретираат луѓе преку содржини и анонимни профили. Стојановски, Прокопенко, ви благодарам што бевте гости во отвореното студио. Време е за вестите. Сите информации и факти што досега беа скриени, се она што другите го премолчуваа или не беа доволно храбри да го истражат. Бегство од правда, злоупотреба на моќ, судски лавиринти,